3 милиони евра за панорамско тркало, а граѓаните поради сложена процедура не може да се пожалат на услугите на телекомуникацијските компании. Додека независната агенција за електронски комуникации со милиони евра ги финансираше темелите на тркало во коритото на реката Вардар, анализите на граѓанските организации покажаат тешкоти при поднесувањето жалби до АЕК. Од нашите истражувања со правење на фокус групи видовме дека голем дел од граѓаните воопшто не се информирани дека имаат можност да поднесат приговор за работата на некој од операторите, а не пак тоа да го направат по електронски пат. И тоа доколку не се стави на главната веб страна на Агенцијата за електронски комуникации, само дополнително го сложнува процесот за обичен граѓанин да може да пристапи до таа можност. Веќе кога постои таква можност, сметаме дека АЕК навистина треба подобро да го промовира тоа и да го постои на главната страна со што граѓаните на полесен начин ќе доаѓаат до таа информација. Додека агенцијата тешко излегува во пресрет на граѓаните, многу по-кооперативна е кога ќе добиела наредба од поранешната влада. Извештајот на Евротинг, Центарот за европски стратегии, покажа дека дури 95% или 2,8 милиони евра од предвидениот буџет за донации лани завршил кај ЈСП Скопје за изградба на панорамското тркало. Останатите 5% завршиле на сметките на општина Газибаба, Зоолошката градина, Македонската телевизија и Велосипедската федерација. Иако се скромни, 10.000 евра завршиле за развивање на велосипедизмот. Ова е директен конфликт на интереси, бидејќи актуелниот директор на АЕК, Сашо Димитриевски, е и председател на оваа федерација. Великодушноста на АЕК лесно се осликува преку бројки. Буџетот за донации е за 600.000 евра поголем од буџетот за плати. Околу 150.000 евра вработените во АЕК потрошиле за дневници за службени патувања. Нема никаква информација за тоа кој се аплицирал и кои се критериумите за да се добие донација. Како се одредува што е од јавен интерес, што не е од јавен интерес. Ниту пак имам информации за тоа дали работите како што се, не знам, панорамското тркало или тоа што е донирано во Велосипедска федерација или тоа што е донирано во Зоолошка градина, за што точно се донирани тие средства и дали на вистина имаат некој извештај, имаат некој финансиски извештај за тоа, дали на вистина се тие работи спроведени во целост. Лани АЕК имала приходи од 9 милиони 400.000 евра, но годинава пари за панорамско тркало не смее да донира. Новата влада постави нови приоритети. На местото каде што во моментов се поставени бетонските основи, да се направи пренамена и да се изгради пешачки мост, решение за кое сметаме дека треба да има граѓанска дебата во интерес на целосна транспарентност. Од АЕК нема објаснување дали има елементи на одговорност што дале пари за панорамско тркало, проект кој по препораките на новата влада нема да се реализира. Парите префрлени на сметката на јавното сообраќајно предпријатие се користеле строго наменски, од тука немало простор за утврдување некаква одговорност кај Агенцијата за електронски комуникации.